Ние работиме на превенција, но ако некогаш дојде до несакана појава, некаква елементарна непогода или технолошка несреќа, ние немаме систем за рано тревожење. Тоа е надлежност на Центарот за управување со кризи. Веднаш по моето доаѓање на позицијата директор на ЦУК, свесен за важноста на тој систем, побарав од владата да се обезбедат средства за истиот да биде рестартиран, односно треба да се изгради сосем нов. Бев оптимист, но кризата со електрична енергија мислам дека беше главен причинител зашто тој процес се развлече. Јас сум оптимист дека наредната година, зборувам значи следната година или веднаш потоа, Европската унија ќе ни додели средства за да го формираме еден нов систем, бидејќи постоечкиот е руиниран и не е врзан во систем. Немаме централна команда од каде што би го командувале. Од друга страна, преку проектот 112 веќе сме, да речем, во фаза на подготовки да го работиме известувањето и тревожењето. Ние треба да се прилагодиме на новото време, сега е 24-та година. Медиумите се тие кои што може да ја дадат првата информација, под услов ако има електрична енергија. Затоа што ако дојде до несреќа, во која што се прекинува електричната енергија, паѓаат репетиторите, предавателите и вие немате мобилни телефони, немате интернет, немате телевизија, тога се потребни овие сирени, кои што ќе почнат да пиштат и ќе ве предупредат дека нешто не е во ред. Има многу добри идеи, треба време за реализирање. Ние не треба да измислуваме топла вода, треба да го примениме она што функционира во модерниот свет. За жал потребни се многу пари, а ние пари како држава немаме, буџетот е во катастрофална состојба, но јас сум оптимист. Верувам дека новата влада ќе знае некои од овие работи да ги стави во приоритетите. Од друга страна, многу се надевам на европските фондови, не само на европските фондови. Има можности за одредени билатерални соработки кои што мора да бидат усогласени со Министерството за надворешни работи, но имаме и би рекол можности за некоја НАТО соработка од каде што може да се обезбедат средства за реализација на некои од овие проекти.